Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте уште едно издание на Јади Бурек Сител 3 телевизија во предвечерието на Стара Нова година или Василица. Ви посакувам добре дојде, а особено чест и задоволство ми е што во студиото ќе го поздравам идниот председател на Република Македонија, професор доктор Тања Каракамишева. Добро вечер, добро дојдовте. Како сте? Ме изненадивте од каде ви овој коментар? Па читав некои коментари ве споредува дека сега плавушите владеат со светот, па ви го дадоа името, ве споредоа со името место Тања, го дадоа на председателката на Хрватска. Колинда. Колинда Каракамишева, така. Колинда Каракамишева. Не, видете, не сум го видела и тоа чудо, иако многу работи видов во последниве неколку месеци, па и години. Секогаш сакам со интелектуалец како вас да разговарам за општи работи, но дел од емисијата ќе посветиме и за општите работи кои се случуваат, нели, но и од оние актуелности кои најмногу ве допираат. Но надвор од тоа, неверојатна е јагмата која и прашината која се крена околу вас, господјо Каракамишева, на интернет, на социјалните мрежи, во медиумите, околу сите случувања во врска од како почна целата онаа возбуда во врска со државниот испит. Вашето држење, искрен да бидам, ми изненадува, многу стоички го поднесувате, гледам не сте многу активни на социјалните мрежи, бидејќи пизмата која од таму се шири, такво едно вулгарно и ниско ниво, и тоа од ваши колеги зборам, не зборам од некои обични анонимуси кои, нели, и разбирливо е дека некој ете така, туку зборам од ваши колеги, од луѓе интелектуалци, од луѓе кои овдека сметаме дека се нешто во општеството, умот, интелектот на ова наше општество, на такво ниско ниво кое не можам да го објаснам, освен со, нели, не се разбира многу психологија, па ќе кажам секогаш дека се работи за тешка фрустрација. Од каде да почнам? Од каде сакате? Да почнам? Више за мене е навистина се едно. Не знам што да кажам. Еве, ајде да го почнеме, па попат ќе го издебатираме и сите тие напади од каде произлегуваат за вас. Ја оваа емисија, професорке ќе ви викам, ја оваа емисија ја туркам негде 13 години. Не се отварале многу академски теми или теми во врска со универзитетите или образованието. Но кога се отварале, било секогаш како скеч на К-15. Корумпирани професори, лоши програми, студенти кои не завршуваат, докторираат со купено, со препишано, со така натаму и така натаму. Во меѓувреме државата се обидува да направи некои промени, се прават такви промени, ели? Резултати очигледно изостануваат. И сите се сложуваат, значи и оние што се за, и оние што се против, сите велат дека ние лоши продукти вадиме овдека. Нашите дипломи не се многу ценети било каде во светот. Поради тоа државата одлучува да воведе уште еден механизам за проверка на знаењето, поточно да ги стегне едноставно и професорите и студентите дека нешто не е во ред. И тоа е разбирливо кога веќе државата нешто финансира, а гледа дека таму има некаков инпут, ама нема аутпут. И толку јас ги разбирам, и јас и народот морам да го симплифицирам вака, професорке, затоа што не можам поинаку, посложено и поакадемски, иако можеме да го разговараме и понатаму, но како народот ја перцепира целава ситуација. И затоа одамна сите викат, треба да се направи купени дипломи и така натаму и така натаму, сите се служуваат. И многумина ми се јави и се согласуваат. Но откако се дојде до државниот испит, изникне една клика која вика тоа не чини, тоа е лошо и така натаму и така натаму. Се што произлезе го видовме, протести, се. Сега малце после Александар Палас
клапна целата ситуација. Ја веќе немам нерви да следам детално што се случува, бидејќи пленумот, ако сум имал, се извинувам заради подолгиот вовед, ако за пленумот имав и некое мислење, да речеме, еве, новинарски малку и со респект некој, сега веќе ништо не ми значи, не дека го немам респект, ама ништо не ми значат кога се одбија било каква дебата, еве и последново кај председателот Иванов, кога ве покани и вас од едната страна и нив од другата страна да се седне, едноставно не сакаат дебата. Прво, да почнеме за тој државен, фамозен државен испит. Значи вака, ајде да почнеме од таму каде што добро ги лоциравте сите проблеми врзани со високото образование, меѓутоа ја би рекла и проблеми кои што се лоцираат и во севкупното образование, и во основно, и во средно, и во високо. Значи, меѓутоа, ајде како професор, кој што доаѓа од академската заедница, би сакала да се сконцентрираме на оваа емисија само со проблемите врзани околу високото образование. Убаво лоциравте дека јавна тајна е дека целата јавност знае во Република Македонија кои се клучните проблеми со кои што се соочува високото образование 23 години, значи од постоењето на независна и самостојна Република Македонија. И јавна тајна е дека од академската заедница до сега не се појави ниту една тенденција, ниту една идеја да се обединиме околу сите овие клучни проблеми кои што ги имаме, да ги видиме, да ги ставиме на маса, да ги разгледаме и ние да бидеме тие кои што ќе се јават како креатори на нови законски решенија, можеби на измени и дополнувања на закон, а можеби на еден цел сет на законски предлози со кои што ние ќе се фактички ќе се ставиме во коштец за надминување на овие проблеми. За жал, академската заедница останува нема 23 години, би рекла, од постоењето на овие проблеми. Не дека порано исто така не биле лоцирани, дека не постоеле, меѓутоа ние ќе зборуваме за современа самостојна Македонија, бидејќи во оваа држава, би рекла, главните проблеми треба да се решаваат токму од чинителите кои што се клучни во високото образование, а тоа сме ние професорите, значи би рекла еден современ тренд, една современа тенденција на гледање на работите. До нас секојдневно доаѓаат проблеми, доаѓаат прашања кои што пред се врзани со студентите, со нивниот однос кон, би рекла, кон севкупното високо образование. Доаѓаат постојано прашања до нас зошто не се соочите со клучните проблеми кои што нас не тенгираат како студенти, меѓутоа и вас како професори, како чинители во високото образование, во смисла на тоа дека имаме постојани одредени судови и ставови дека има купени дипломи, дека има давање на оценки без знаење, дека едноставно студентите понекогаш не се појавуваат на испити, дека студентите добиваат оценки и без нивно присуство на факултет, дека доаѓаат можеби некои други луѓе кои што носат индекси и дека оцените им се ставаат со некакви посредници, дека тоа дури не само што се ставаат чески, туку дури и десетки се ставаат по тој основ. И виз верса професори, студенти кои велат дека професор не го сретнале. Доаѓаат студенти кои што велат ги чекаме професорите по неколку сати, никаде ги нема, не само во рамките на приемно време, туку не доаѓаат ни на часови. Слушаме студенти дека не само што учат од скрипти кои што се несоодветни, кои што се неквалитетни, туку дека и нема ништо што е напишано од страна на професорот, значи од некакви ридери кои што се прават од различни застарени материјали, кои што веќе не се користат во светскиот, а европскиот истражувачки простор, значи во научната мисла. Доаѓаат студенти кои што постојано велат дека професорите, оние кои што имаат учебници, им бараат да ги купат учебниците и при тоа да добијат одредена преодна оценка. Доаѓаат студенти кои велат дека имаат проблем со
комуникацијата со професорот, значи дрскост во однесувањето, омалуважување и така натаму, значи едноставно нема нормален контакт меѓу студентот и професорот и бројни други проблеми кои што секојдневно се соочуваме. И сега, тие проблеми ги знам јас, тие проблеми ги знаат сите останати професори, меѓутоа едноставно не постои никаков, убаво рековте, инпут од наша страна да се седне на заедничка маса и се види што е проблемот. Како да ги надминеме овие проблеми, како да дојдеме до едно поквалитетно образование, како да дојдеме до поквалитетни услуги. Од друга страна, имаме постојан притисок од институциите на системот кои велат какви кадри ни праќате. Дали сте свесни што вие произведувате? Бидејќи нормално е дека тие студенти кои што добиле оценки без знаење, па дури без елементарно основно ниво на знаење, утре се појавуваат на пазарот на трудот, доаѓаат до одредени позиции, работни места и таму нормално е дека имаат незадоволително ниво. Немаат основни познавања за материјата, без разлика дали се работи за право, за економија, за градежништво, за архитектура и така натаму, немаат основни познавања за тие клучни, нели, прашања кои што им се во рамките на нивото работно место и нормално дека институциите се и приватниот сектор, меѓутоа и државниот сектор се запрепастени од тоа што им се нуди на пазарот и какви се работни способности имаат овие нови кадри. Сите тие аспекти ние ги имаме до нас допреле, на индиректен или на директен начин. Некои професори имаат одредени поголеми сознанија, меѓутоа имаат одредени реакции во смисла на тоа дајте луѓе да седнеме да видиме. Посебно јас, например, сум комуницирала со многу професори во таа насока да се види, да се едноставно да се разгледаат работите, што е тоа што недостасува, дали болонскиот процес не е квалитетен, дали измените кои што се направени со Болоња, односно со тој ЕКТ систем, нешто недостасува во нив, дали имаме едноставно проблем во реализација, односно во имплементација на тие болонски правила, каде е недостатокот, односно што е проблемот со кој што ние едноставно секојдневно се соочуваме, а не можеме да реагираме соодветно. Конкретно јас на правниот факултет, кога се воведе тој болонски систем и 3+2 систем на студирање, реков дека правниците и правната професија воопшто не дозволива прво да имаме предмети кои што ќе се слушаат едносеместрално, значи едно уставно право, едно кривично право, казнено право, граѓанско право и така натаму, да се слушаат само во рамките на 12 недели и со тоа да имаме соодветно знаење кај студентите, јас што велам преку трчање на материјалот, да бараме од нив да знаат многу повеќе од она што треба, што е основно. Меѓутоа, знаете, во тој се станува по линијата на помал отпор. Научија скриптата и готово. Не само научија скриптата, значи кога се воведе тој систем, јас бев, морам да кажам, против, систем на заокружување, односно систем на multiple choice, нели, на компјутерско избирање на точниот одговор. Тоа е малку се спуштање на нивото, како се спушти нивото тотално. Значи, кај нас имаше ситуации да со завршени 3 години правник нема едноставно отворено уста усмен испит. Не знаеш како е тоа да се полага усмен испит на факултет. Значи кога доаѓаат на мастер студии подоцна, нели, во 4-та и во 5-та година, кога доаѓаат на испити, на пример кај мене усно, тие остануваат онака исплашени, па знаете професорке, ние прв пат полагаме усен испит, па не имаме трема, па не знаеме како тоа треба да се концепира, како самиот испит да се заврши, така натаму, и знаете, се доведува до една апсурдна ситуација. Новинар исто така, политолог исто така, доаѓа на испит и вели ние до сега не сме имале усно полагање на предметите, што е една, како да ви кажам, фрустрирачка состојба, затоа што замисле за новинар да не знае да зборува или политолог да не знае да објасни одредени принципи или одредени, да кажеме, политички програми, да тоа како да се концепираат, како да му се објасни на лидерот или на некои политичари кои што тој треба да ги советува како да се однесуваат, како да говорат и така натаму. Значи, имавме одредени апсурдни ситуации кои можеби кај
кај другите професии и не се толку јако изразени, меѓутоа за правникот, за политологот, за новинарот, доколку не знае да се изразува и не знае основна комуникација да спроведе, навистина тоа е поразително пред се за професорите, за факултетот, меѓутоа и за самиот студент, за самиот би рекла академски граѓанин кој што нема основна способност за комуникација и комуникацијски вештини. Меѓутоа како и да е, значи овие проблеми со кои што секојдневно се соочувавме, на овој или оној начин допираат до нас и сега ние она што пропуштавме да го направиме е да седнеме и да видиме каде се клучните пропусти во тој високообразовен систем, како ние како професори кои што сме одговорни граѓани, прецен или граѓани, меѓутоа и одговорни фактори во високообразовниот систем, кои што треба да нудиме одредени решенија како да се надминат проблемите, ние едноставно останавме трнати на страна, незаинтересирани, залегнати во своите фотели, во тој комотен, во тој комодитет кој што ни е даден од страна на законот, државата, системот и така натаму, некаков авторитет кој што исто така не е проверен надвор, не е проверен во светската, би рекла, мисла, дали навистина вредите како авторитет или само локално ве третираат како авторитет и така натаму. И едноставно работите врвеа по тој, би рекла, систем на како да кажам, систем на летаргија. Знаете, систем на комоција, систем на улежаност и на целосна незаинтересираност за тоа какви услуги нудиме. Значи, јас зборувам генерално од аспект на тоа дека проблемите беа тие, проблемите беа лоцирани и ги лоциравме секојдневно. Меѓутоа, не постоеше енергија критична, која што ќе биде насочена во насока на тоа да се воспостави одреден механизам кој ќе ги надмине овие проблеми. Еден од тие механизми беше оној објавување, задолжително објавување на научни трудови на секој професор. Значи, требаше државата да ни наметне одредени правила на игра, во кој што ќе каже, чекайте, вие имате автономија, точно, имате академска заедница, имате субјекти во академската заедница, имате академска слобода да пишувате, да истражувате, да публицирате и така натаму. Меѓутоа, што од тоа направивте до сега? Значи, дајте да сумираме резултатите. Дали тие резултати се компатибилни со она што пазарот на трудот го бара? Дали тие резултати имаат употребна вредност на пазарот на трудот? Какви услуги вие нудите и дали студентите со вашите услуги нас не се потребни како такви, значи како изграден кадар. Значи, државата има... Кој ќе се добие, се гледа уствари дека универзитетите немаат многу релација и контекст со она што се нарекува компетитивност, компарабилност, иновативност, дека пазарот е многу понапред, пазарот на трудот е многу понапред со барањата од она што ние го произведуваме како услуги. И сега, основното прашање е дали државата треба да остане да не казнува, односно да не реагира на нашето отсуство на енергија и отсуство на креативност во делот на надминување на проблемите во високото образование. Нормално дека не. Секоја одговорна држава пред се смета дека високото образование е државна одговорност, јавна одговорност. Но дали екстерниот или државниот испит, се уште има тука расправи, првен беше екстерен, па после државен испит, дали државниот испит е решение токму за ова? Сега вашите противници, сега сте поделени пленум и како беше граѓански... Значи, ние сме поделени во однос на идејата за тоа дека е потребна реформа во високото образование. Гледам дека и професорите од професорскиот пленум воопшто не сметаат дека тука имаме проблем. Значи, сите сме сега за реформи. Знаете, од кога владата излезе со конкретни решенија кои што фактички се директно се однесуваат на нас и на потребата за наше видоизменување, односно за наше прилагодување на пазарот на трудот, сега наедна сите се за реформи. До пред неколку месеци едноставно никој не знаеше да отвори уста и да каже чекајте бе луѓе, ние имаме сериозен проблем со високото образование, ние имаме сериозен проблем со системот, дајте да пронајдеме соодветни начини, модуси, меѓутоа и конкретни законски решенија кои што ќе го надминат тој проблем.
Едноставно сите останувавме понастрана од тој процес. Меѓутоа сега од кога владата се фати со решавање на одредени проблеми во високото образование и кога се види дека владата не попушта во тој процес, иако морам да кажам дека и овие решенија кои што се понудени се прилично благи во однос на тоа што треба се како квалитет во високо образование да се воведе. Значи, амајде за тоа понатака ќе зборуваме. Сега наеднаш сите сме за реформи во ред. Која е била разликата меѓу нас, односно членовите професори на граѓанската иницијатива и професорите од професорскиот пленум, што тие наоѓале нивните решенија, нивните предлоги, идеи, така натаму и размислувања наоѓале на одек позитивен кај професорите, а нашите никој не ги слушнал и нашите не направиле никаков инпут во кај факултетите и кај универзитетите. И сега знаете, дали да се смеете, дали да плачете цела оваа ситуација. Значи, ако нашиве идеи и размислувања не допреле до факултетите и универзитетите, тогаш јас не знам како наеднаш после дебатата која што се одржа на 5 јануари, преку 20 предлози конструктивни од факултети, од универзитети, дојдоа до Министерството за образование и наука и како наеднаш целата академска заедница, нели, онаа која што сакаше да биде конструктивна во процесот, почна да дава одредени предлози за подобрување на квалитетот на Законот за високо образование. Вашите колеги од пленумот не сакаат да дебатираат. Они одбиваат да седнат на маса, да дебатираат. Тука беше моментот каде се прекрши. Значи, иако цело време вика треба дебата, слушнете го нашиот глас и така натаму, премиерот отиде директно кај нив и они остана од целата работа и остана збунети, барем според низиниот лидер. Знаете, многу е интересна целата констелација која што се случуваше во тој период, меѓутоа и сегашната состојба, која што би рекла дека можеби кулминираше денес, затоа што вчера имаше соопштение од страна на професорскиот пленум дека не сакаат средба со нас, дека не сакаат средба со заедничка средба со граѓанската иницијатива, со студентите и нив, затоа што сметаат дека е веќе презадоцната, дека наводно утре нели се гласа на пленарна седница законот е ставена точка на дневен ред, така што најверојатно ќе биде изгласан целиот овој пакет на реформски закони. Во кој ќе нема ниеден нивни предлог. Меѓутоа, да, интересно е што доколку навистина беа конструктивен фактор и доколку навистина сакаа диалог, а ние постојано повикуваме на диалог, ние денеска, ние вчера во писмото во барањето, ние и претходно на граѓанската иницијатива. Таму има една исклучивост. Така, според вашата колешка која е лидер на пленумото на века, нашата дебата почнува и завршува. Повлечете го законот, ништо друго. И ставете вето, или ставете вето, да, или председателот да стави вето, повлечете. И сега не можам да разберам, стварно не ми е јасно. И за помала работа се објаснувам со луѓе, камоли за ваква работа да нема дебата. Значи вака, нашата позиција уште многу интересно дека целата идеја околу граѓанската иницијатива почна затоа што се увидува многу слабости во делувањето на тој професорски пленум. Ние, ако се сеќавате, не ја направивме оваа иницијатива во времето кога се спроведоа првите студентски протести, односно кога беше првиот ден на студентските протести. Зошто не сакавме да тогаш да се основаме, односно тогаш да излеземе пред јавноста? Затоа што сметавме дека студентите имаат легитимно право да го изразат својот револт и своето незадоволство за она што се случува во високото образование и ние верувајте дека тогаш во тој период кога се појавија првите би рекла првиот изблив на незадоволство, ние рековме одлично е што студентите почнуваат таа битка фактички контра професорите, во смисла на тоа дека студентот има право да го изрази своето незадоволство на начин на кој што тоа го направија. Значи, не вие професорите, ни пленумот, ни граѓанската, секоја чест на студентите, првиото. Тоа јас го кажам. Тоа беше првото цунами кое ја разбранува целава јавност и веќе сме дојдени до некакви промени. Значи,
Може би ќе беше, нели, сето тоа помалку под радар на јавноста и така натаму. Државата вели државата уште не беше, туку они предпоставува дека ќе биде екстерно, нели, така беше, и ја разбранува јавноста. Од тогаш веќе скоро повеќето од нас ние кои следиме што се случува во земјава, се запознавме и свативме што се случува во академската средина. Така, значи тој прв бран на студентско незадоволство, јас дури го оценив и како позитивен бран, затоа што сметам дека студентите апсолутно имаат легитимно и сосема најдемократско и би рекла најчовечко право да се го остварат правото на протест, односно правото на изразување на незадоволство. Меѓутоа, она што следеше потоа. Веќе манипулации. Значи, создавање на една група на професори како организирани под професорски пленум, кога ги видоа законските измени и кога сватија дека уствари тие законски измени во многу што се однесуваат преце на нив, значи студентите, можеби се беа директно тангирани со државниот испит, меѓутоа и тоа, пак ќе кажам, не тие студенти кои што студираат сега, туку онаа идна нова генерација која што ќе биде запишана од 2015 академската година. Значи, ајде ќе кажеш, добро, студентите имаат право да го изразуваат револтот и незадоволството и на оние со кои што нели се дружат, своите другари, пријатели и така натаму. Сосема е легитимно. Меѓутоа, кога професорите сватија уствари дека целиот овој процес не само што ги задира студентите, туку директно се однесува на професорите, тие, јас мислам дека во паника започнаа да се организираат и започнаа да се налепуваат на студентскиот пленум, односно на ова студентско движење, и секако тука и го девалвираа на тој начин со некои други политички сили, дејанија и така натаму. Да скратиме, создадоа една многу мачна атмосфера на која што ние природно беше да реагираме. Значи, граѓанската иницијатива за поддршка на знаењето во високото образование се појави дури од како се виде целата политичко, би рекла, политичка игра и тактика која што се примени на нешто што е апсолутно деполитизирано, или треба да биде деполитизирано, а тоа е високото образование и воопшто образованието. Значи, ние изделувавме тогаш во оној момент кога свативме дека студентите се вовлечени во опасна игра, кога дел од професорите кои што се од тој професорски пленум без нивно знаење, без нивна волја се вовлечени во таква политичка игра, тогаш нормално е дека мораш да реагираш. И едноставно видовме дека ако не реагираме ние во тој момент, а сме свесни дека дел од професорите се влезани во одредени политички калкулантства и игри, нормално е дека ќе имаме реакција. И сега, граѓанската иницијатива се појави токму во тој период како некако контра пленум или како одговор на професорскиот пленум, туку како граѓанска иницијатива која што е позитивно насочена, која што има за цел да ги смири страстите, која што има за цел да воспостави диалог и која што има за цел да преку на конструктивен начин да се разговара за прашањата кои што се бреме. Колку имате поддршка? Значи, до сега имаме над 250 приврзаници, верувајте дека секојдневно расте. Збориме професори, асистенти? Значи, зборуваме исклучиво за професори. Професори, значи доценти, асистенти, доценти, редовни вонредни професори. За разлика од професорскиот пленум, каде што гледам дека има и доста административни работници, библиотекари, архивари, предавачи, виши предавачи и така натаму, кај нас постои, би рекла, не градација во смисла на значење, меѓутоа сепак оваа иницијатива има за цел да ги тангира само оние чинители, би рекла, кои што се вклучени во образовниот процес и кои што имаат наставно научна актива, односно дејност. Сега, значи, граѓанската иницијатива имаше за цел да ги смири страстите. Значи, се појавивме не како контраши, како што на нарекуваат, туку напротив, со една позитивна мисла, да ги видиме, да ги согледаме сите оние слабости кои што можеби постојат во измените и дополнувањата дадени од власта и преку една конструктивна дебата, едноставно да се седне со сите заинтересирани страни, да се најдат најсоодветни, најконкретни решенија кои што ќе бидат прифатливи за сите страни, и за студентите, меѓутоа и за професорите.
Еве да направиме само кратка пауза после овие први половина час. Малку со реклами, веднаш ќе продолжиме за содржината на сите оние работи кои се воведени како додатоци и измени на државниот испит, што и како он ќе изгледа. А попат ќе дојдеме и до сите останати теми. Одиме. Што ќе содржи државниот испит? Како ќе изгледа тој? Имаше таму и некои небулози на почетокот кои ги слушавме и дури и ја лично им давав поддршка на студентите, студентот ако не го па да биде соборен и така натаму и така натаму. Каква е сега, да речеме, која е ова, драфт верзија ли е? Предлог, да. Предлог. Значи, околу државниот испит и околу целата таа фама што се дигна, посебно нели на почетокот кога работите можеби не беа доволно дообјаснети или објаснети од страна на надлежните, дека наводно тоа ќе биде исто како и екстерното оценување во средно образование. Сега веќе конечно нели се виде дека тоа е далеко од екстерното оценување и дека овој државен испит има за цел да ја утврди, да го утврди елементарното знаење на студентот. Значи, не да се влијае врз оценките кои што студентите ги добивале за конкретните предмети, значи доколку положиле, да кажем, уставно право кај мене со 10, а на државен испит земале 6, дека сега тоа ќе им се одрази врз нивната оценка која што ја добиле кај мене. Значи тоа нема да биде така, иако нели на почетокот се мешаше со екстерно оценување. Не, ама задржете се. Што ќе значи ако студент кој кај вас имал 10-ка, а на државен има 6-ка? Тоа ќе значи сериозен индикатор за мене како професор. За тебе, а не за него. Така е. Ако е обратна ситуација, вие сте му ставиле 6-ка, а он има 10-ка, на кого пак ќе удире? Тоа ќе се однесува на мене. А не на студентот. Така е, значи нема да има никакво влијание врз неговиот вкупен резултат кој што го освоил до тогаш, да кажеме, ако тестирањето се врши за државен испит после втората година, односно после четвртата година, значи оние испити кои што ги положил со завршување на втора година, на тие ќе оди на државен испит, а потоа после завршување на четврта остатокот од предметите. Значи нема да има никаква реперкусија врз оценката која што ја освоил кај професорот. Добро. Значи професорот и понатака останува условно кажам авторитет во однос на тоа каква оценка ќе стави. Сега нормално е дека тогаш ако имаме ваква оценка која нели разлика во оценките, како ќе се коригира тогаш нештата? Нормално е дека секој професор треба да биде заинтересиран каква оценка добил на државен испит по неговиот предмет студентот. Затоа што тоа треба да му биде од прилика репер за тоа дали ја утнал работава при оценувањето или можеби ја погодил комплетно. Така, значи ние иако морам да забележам дека со враќањето на усмениот испит, иако кај мене имаше и покрај тоа што имавме нели оние компјутерско полагање, јас и понатака си го задржав тој би рекла стар традиционален начин на испитување на студентите. Да те видам што си. Со усен испит, значи мислам дека тоа е најдобриот начин да го провериш квалитетот на знаење на студентот, кои му се недостатоците, каде подобро научил, каде помалку научил, каде можеби евентуално треба да доучи па да го вратиш и така натаму. Усмениот испит секогаш бил, би рекла, кралица во однос на оценувањето, во однос на стекнувањето на впечаток за тоа докаде е студентот во знаењето, така што можеби кај државниот испит понатака нели кога ќе се усвојат овие работи, кога ќе се почне тој процес на полагање на државен испит, можеби треба да се промени не само со систем на АБВГ и така натаму можни опции, па да се заокружи еден, туку можеби треба да се разгледува и можноста за усно полагање на еден дел од државниот испит, посебно за овие општествениве науки, каде што навистина студентите треба да покажат и одредена способност на комуникација, односно одредени ораторски способности. Меѓутоа, тоа ќе го оставиме понатака кога ќе се разбие фамата за државниот испит и кога ќе се види всушност дека државниот испит воопшто не е нити лош механизам, ниту е некаква табу тема. Овој механизам треба да кажеме дека функционира и постои во голем број земји на Европската унија.
пред се од Вишеградската група, меѓутоа тука се добрите искуства и на Франција, и на Италија, и на Австралија, и на Соединените американски држави и така надаму, така што ние, значи, некаде се нарекува завршен испит, некаде се нарекува државен испит, меѓутоа во основата на државниот испит е да се види уште еднаш да се провери знаењето на студентот. Кај нас владата одлучи да тоа биде елементарно познавање, значи државниот испит да се користи за да се утврди елементарното знаење на студентот, меѓутоа во Бугарија, например, државниот испит е сериозна работа. Таму, значи, не е само елементарно познавање на нештото, или да кажеме во Русија, туку навистина студентот треба сериозно да си го загрее столчето за да го положи државниот испит. Ајде да изрипаме малце од темава малку. Дали е вистина дека се налетува на студент кој сериозно е направен или на не знам, да не ја знае азбуката, да ја каже. Имало испитување во други балкански земји, па Балканите треба да сме тука негде слични и со знаење и со менталитет, и материјално и емоционално, тука сме некаде интелектуално, не се разликуваме, да не збориме. Правеле некакво тестирање, стигнаа до мене некои резултати, процент катастрофален, дека едноставно не смета дека треба да го знае, не знае да се изрецитира својата азбука. АБВГ да ѓееш да зазика лбнења. Значи, верувајте дека или такви некои небулозни основни работи. Дали државниот испит ќе биде стручен или ќе треба да го да испита дали тој студент кој треба да добие диплома се уште во себе има една општа култура, дека он може учи правен, али дека знае што е 2+2, да речеме сега. Да. Карикирам. Значи, државниот испит е замислен така да фактички е повторно положување, нели, меѓутоа во една елементарна, па ќе кажам, форма, на она што досега, дотогаш го положил студентот. Значи, ако се работи за по завршување на втората година, значи сите предмети кои што ги полагал до втора година, ќе ги, би рекла, повторно рекапитулира преку државен испит и истото тоа ќе се случи по завршување на четврта година. Значи, прашањата ќе треба да бидат претежно од она што го студира. Од она што е од материјалот, со тоа што новина во измените и дополнувањата на Законот за високо образование е тоа што студиските програми треба да се усогласат со оние кои што се најдобри, би рекла, во делот на најдобрите програми од универзитетските центри во Европа, меѓутоа и во светот. Значи, едноставно ќе мораме би рекла, по притисок на законот, нели, да направиме соодветно моделирање на студиските програми на начин на кој што тоа, би рекла, се практикува како начин на учење, меѓутоа и начин на консултирање на одредена светска литература во високите, односно најпрестижните универзитетски центри, и тоа е добра можност Македонија во тој дел да се реформира. Но вие ако вадите од такви светски центри, од такви материјали, ние, нашите професори, нивните скрипти, они не користат, ја не знам, вие која го формирате својот предмет. Како го рековте? Силабус, студиска програма. Да, студиската програма, кога ја формирате. Најчесто е тоа, автор е самиот... Предмет на програма. Предмет на програма е автор е самиот професор. Значи, професорите, доколку се повеќе, најчесто тоа е во координација со сите. Меѓутоа, она што, нели, се бара, тоа е да бидат усогласени тематските целини со она што студентите во другите земи, во оние попрестижните... Дали тој материјал ќе одговара на тие прашања на државниот испит на такво едно високо ниво? Дали како ќе ги вреднуваме тогаш вашите трудови, дали се на такво ниво, како тогаш ќе се коригира, бидејќи има некои се поинтелигентни гениалци меѓу вас, има некои кои иако нели со понизок капацитет, па поедноставна форма, некој дава посложена форма во материјалот и така натаму. Значи, потребата е да се направи одредено унифицирање во однос на тоа што представува основно елементарно ниво на знаење. Значи, ја би рекла, оној праг, без праг на знаење, без кој што не сме или државата едноставно нема да вреднува таква диплома и ниту една универзитетска единица не би смела да издаде диплома на студент кој што го нема тој основен елементарен праг на знаење.
Како ќе избегнеме? Меѓутоа, јас ќе кажам дека и ова е отстапка од владата. Мислам дека премногу, прелиберално, односно премеко отиде и во овој дел. Знам дека е тоа прашање кое што треба прво да се прифати, нели, во умот, дека е тоа обврска. Меѓутоа, мислам дека требаше можеби да се даде еден повисок праг на знаење. Значи, не да се оценува само елементарното знаење, туку едноставно да се оди да се бара повисок квалитет, бидејќи знаете, квалитетот кој што ќе го добие студентот во текот на своите студии, во текот на високото образование, ќе се отслика и во текот на неговото нормално работење. Така што државата има директен бенефит од тоа да има поквалитетни кадри, значи едноставно да има поквалитетен инпут во она што представува, нели, развојна димензија и така натаму. Вие како професори сте задолжени да објавувате научни трудови. Да, тоа е врзано со нашето унапредување. Да. Тоа е врзано со вашето унапредување. Што ако не објавите? Значи, потребата од тоа да се објавуваат научни трудови е врзана со нашата не само академска слобода, туку и академска одговорност. Значи, ние не можеме да бидеме професори ако сме само обични даскали. Значи, ако само идеме на предавања, иако едноставно имаме само однос со студенти и тоа да ни се заокружи нашата наставно-научна дејност. Ние имаме обврска не само да бидеме професори, да идеме на предавања и да држиме часови и да имаме контакт со студенти, кои што, пак ќе кажам, голем дел од нас тоа не го прават, за жал, туку имаме и обврска и да истражуваме, односно да бидеме активни и во истражувачката дејност. Значи, да работиме на проекти, да пишуваме научни трудови, да објавуваме не само во било какви научни списанија, туку во оние кои што се во онаа база на списанија кои што е најрелевантна за светот, најрелевантна за Европа и така натаму. Така што тоа ако не објавувате трудови? Па нормално. Дали објавувате трудови се објавени на такви релевантни Да, имам и во Thomson Reuters и во Scopus и се она што се бара. Во Web of Science ве немало. Како? Во Web of Science ве немало. Значи, јас објавувам сум објавила неколку научни труда со Thomson Reuters Impact Factor. Значи, сега, знаете како... Што значи Impact Factor? Impact Factor е колку е вашиот труд, има влијание, значи колку е импактот на вашиот труд, односно на вашата актива, мола? Како тоа се одредува? Како се проценува? Значи, според цитираноста, колку пати, колку вашиот труд или вашата мисла, би рекла, е цитирана, односно е поврзана, би рекла, со она што представува релевантна научна мисла за вашата област. Овој израз стана во овој момент малце по обичај. Опозицијата го користи за подбивање и така натаму. Исто така, морам да сакам не вас, туку гледачите да ги подсетам. Имаше еден момент кога министерот за образование ги покани луѓето со највисок IQ, со висок IQ, да бидат дел од советнички тим. Неверојатно беше, ја не можам да го разберам тоа, значи, се ставам јас, кога јас би сакал, еве, да ја подобрам мојата емисија, целава моја продукција, да ги викнам најпаметните луѓе. Најпаметните луѓе, сигурно со највисок IQ. И сега некој да ми се смее зошто сум земал, па кого би требал јас да земам? Мислам, неверојатна е потребата да секогаш кога има обид за подигнување на нивото, реакцијата е, простете, ама вашите колеги и колешки не реагираат бунтовно. Дури не реагираат ни како опозиција. Реагираат хистерично. Ова е, простете, ама девалвирана е вашата професија. Прво, она излагање, покана на дебата, збунување, недоаѓање на дебата, појавување кај председателот Иванов. И вие како граѓанско здружение се појавите. Иванов ве покани и исто како и премиерот ве покани на дебат. Пак се одбива дебата. Веќе ја имам сериозно други размислувања за вашите колеги. Впрочем, вие велите,
не се појавуваат. Точно, не се појавуваат. Зошто? Затоа што се политички активни, затоа што работат за невладини организации, затоа што за нивните тезги работат многу повеќе и сега ја викам, па чекај, он е на терен, со партијата има само своји пленуми таму и тоа им се организирано и што ти ја знам, он стварно нема време да дојде и уште научен труд, па многу е природно, го разбирам човекот зашто не сака и се бунеа за законот за високо образование, првиот кога беше дека треба да објавувате научни трудови, не знам колку годишно, на што било тоа. Голем дел од професорите, голем дел од професорите дури и знаат дека објавуваат во моментот кога нивниот асистент ќе им го донесе научното списание на маса. Не разбирам. Значи, знаат дека објавиле труд кога нивниот асистент им го донесе научното списание на маса. Што значи дека добро е што објавиле, ама што значи тоа? Што значи дека асистентите им ги пишуваат трудовите. Значи, тие дури не ни знаат дека уопште напишале труд. И кога ќе се објави, ќе им го донесе списанието, професоре, повелете, еве објавивме труд. Значи, тие им ги ставаат имињата и како овој закон ќе може вашиот асистент кој напишал, да речеме, карикирам во... Не, мојот асистент никош не ми пишувал труд, фала му на, Нели, значи, како он ќе се издигне ако пише... 100% стојам за своите трудови, значи, секој мој труд е моје дело. И мислам дека има доста такви професори кои што исто така може да се пофалат со такви трудови кои што се нивни дела, меѓутоа има исто така голем дел од професорите кои што не ги виделе своите трудови. Едноставно само дури не се ни потпишале, едноставно некој друг им го ставил името и презимето и они се фалат со тоа дека ете пишуваат и дека се активни во научната област. Како државниот испит ќе може да помогне да се промени таа состојба? Значи, државниот испит, ќе кажам дека е првиот чекор во целиот овој процес на воспоставување на квалитет во високо образование. И повторно, прашањето на квалитетот е многу релативна категорија. Значи, денеска ако ги читате извештаите на Европската асоциација за квалитет на високо образование, и ако видите со што се занимава Европа, а со што се занимаваме ние, верувајте дека ќе се разочарате. Значи, во Европската асоциација зборуваат за извонредност во образованието. Зборуваат за извонредност во менаџирањето на образованието. Excellence of management. Зборуваат за извонредност на кадри. Зборуваат за извонредност во истражувачката работа. Зборуваат за извонредност во критериумите за научно-истражувачка актива и така натаму. Ние зборуваме за тоа дали треба да пишуваме со креда на табла. Они зборуваат за примена на нови да ми простите на изрезов. Технолошки. Да ми простите на изрезов. Абе, ајде. Да. Значи... Абе, ајде, Тања, молим те, извини, веќе не те ни персирам. Абе, Значи, дали ние можеме да збориме за извонредност? Еве... Чекај, врати се. Јас прашувам вас. Дали ние можеме да се... Вие ми карикиравте или сериозно, како факт ми го кажувате дека расправате, дали уште со креда треба на табла да пишувате? Значи, тоа е сега во една преносна символична смисла. Така, значи, само чисто колку да ви кажам... Да се фатам за сламка. Кај сме ние, кај е Европа, моделот на квалитетот за високо образование. Сега, ова се што се предлага, јас би рекла е како мало дете што сака да прооди, ама уште лази. Чекай, ние имавме такво високо мислење за вас како професори, како интелектуалци. Овдека сега се создава една друга слика. Не само заради целава работа што излезе, туку и успехот на студентите, и она што искачаше со децени, скечот го пуштав од К15, отвори 500 евра, чак, завршена работа. Тоа е... Значи, за тие работи, се додека судот не утврди дека такво нешто постои, јас не би сакала да шпекулирам. Меѓутоа е факт на моја одговорност дека биде искажана. Некои факултети се ги трансформираа факултетите во приватни фирми. Тоа е факт. Факт кој што го кажав и на дебатата, факт за кој што стојам и понатака и ќе стојам се додека
тој процес не заврши во позитивна смисла, односно додека не се расчистат тие некои финансиски небулозни ситуации на многу факултети. Во кои финансиски небулозни? Дека студентот мора да ја купи книгата од професорот, ако не ја купи не може да помине. Тоа е еден аспект, како се делат хонорарите, како се делат парите на факултетот добиени од студенти, добиени од држава. Меѓутоа, знаете што е трагично? Сите велиме нема пари во високото образование, сите велиме дека нема пари, а никој не произведува пари. Значи, дали сте свесни колку пари ни поминуваат, еве денеска ни поминале, буквално покрај нас, а ние не сме ги виделе или не сме се обиделе да ги земеме. Значи, еве, наједноставна за да не ги фаќа небулоза луѓето. Светските универзитети произведуваат и продаваат. Произведуваат иновации, преку иновации, книги, преку истражувачки проекти, преку публикации и финансирање, преку публикации кои што тие потоа ги продаваат како мисла. Од која што треба да се учи, од која што треба да се водат другите универзитети и така натаму. Значи, ние наместо да се зафатиме со работа и да кажеме, чекајте, поминува Хоризонт 2020. Пазете, ние сме 2015-та, Хоризонт програмата која што е наменета од Европската комисија токму за научно-истражувачка актива и дејност е до 2020-та, значи уште 5 години. Ние ако сега не се освестиме да кажеме, чекајте, дајте да се фатиме за работа, да аплицираме. Знаете што често пати ми одговараат моите колеги, па добре, сега кај ќе аплицираме, тој и онака нема шансе да добиеме. Кој ви кажа дека нема да добиеме? Таков дефетистички пристап. Значи, поврзате се со добри конзорциуми. Најдете, направете нетворк, направете мрежа, воспоставете контакти. Обидете се тоа прво да го направите. Па да видиме дали нема да добиеме или ќе добиеме. Ама за тоа све, Јанко, треба многу труд, треба многу време, треба многу посветеност, треба многу енергија. Вие посветени ли сте? Јас сум максимално посветена и покрај тоа што ќе кажам дека имам многу обврски, мене секој ден можете да ме најдете на факултет. Секој ден сте на факултет? Секој ден сум на факултет. Добро, како секој ден сум на факултет и дури надвор од работно време, ако може да се каже дека професорите имаат работно време. Значи, постојано сум тука за студентите, дури на самите предавања им велам дека ги охрабрувам да доаѓаат кај мене во кабинет доколку имаат проблем со материјалот, доколку имаат проблем со некои тешки, потешки тематски целини, па сакаат дополнително дообјаснување и така натаму. Тука сум отворена, сум за секаков вид на работа и диалог. Тоа е проформа, но дали они го користат ова? Значи да, дел од нив да, сакаат да се среќаваат почесто, дел од нив нормално не го прават тоа, меѓутоа нормално од толку многу студенти ќе се појават и такви кои што се поамбициозни и оние кои што се помалку амбициозни. Меѓутоа друго ми беше мабето, дека ние имаме слободен истражувачки простор. Добро. Знаете ли колкава академска слобода имаме ние? Значи да бидеме активни максимално и на тој начин да прибираме и пари. Значи ние не мора да бидеме зависни од студентите и од приходите кои што ги добиваме од студентите и од државата. Ние можеме да бидеме само издржливи. Доколку нормално имаме поголема координираност, има поголема посветеност, има добар менеджмент во таа насока која што ќе ги бутка работите. Имате вие законска можност да продавате памет, публикации, истражувања, резултати, иновации. Кој ве брани? Значи, да учествувате во истражувачки проекти. Нормално. Значи, секој професор ваму, на секој факултет, вие можете, кога он би направил нешто, што он добива од тоа? Значи, факултетот треба, предпоставам дека... Знаете дека универзитетот е интегриран. Тоа значи дека сите единици факултетски се интегрирани во рамките на универзитетот. Нормално дека апликацијата ќе оди преку универзитетот. Меѓутоа, доколку вие го добиете проектот, како единица на универзитетот, нормално е дека поголем дел од средствата ќе дојдат кај вас, како факултет. Така, дел од средствата ќе останат на универзитетот, меѓутоа на крајот на денот сите ќе бидеме задоволни од сработеното. Но дали и професор би се нафатил, би имал и материјална корист од тоа? Нормално. Толку ме интересира. Значи, нормално. Кажете, да. Зборот ми е дека не можеме ние постојано да останеме на таа дефетистичка страна и да велиме
па знаете како, па тоа тешко се добива, па таму има лоби групи, точно е. Значи борбата за пари е немилосрдна, така, значи има лоби групи, има одредени факултети, универзитети и think групи кои што добро стојат, имаат врски во Европска комисија и така натаму. Меѓутоа, верувајте дека ако имате добра идеја, ако имате добар проект, ако имате добра визија, програма и така натаму, нема кој да не се фати за тоа како партнер, како рамноправен партнер со вас и да го буткате тој процес заедно. И во крај, и нели како последно нешто и да плодоживате од тој проект. Бидејќи не е само работата јас како поединец да остварам одреден профит. Работата е факултетот, односно универзитетот, да има ќар од целиот тој процес. Значи, да се слеат пари, соодветно да се распределат, секому според заслугите, а не како што е сега распределбата на студентски пари, не според заслуги, туку според некои други критериуми, колку си близок со деканот, колку си близок со деканатска управа, колку си во тој табор и така натаму. Значи, секој според заслугите, колку ти навистина си донел за факултетот и колку ти навистина оставаш за развој на факултетот. Бидејќи, знаете, тие пари не треба да се користат само за во джеп и само за ваше материјално богатење, туку треба да оставиш за факултетот да создаваш и дополнителна вредност во смисла на набавка на нови учебници, на нови книги, на нешто што е ново во научната мисла и така натаму. Во крајна линија да воспоставуваш и контакти со тие професори, со тие... Ова кажано многу убаво звучи, но во секој случај бара ангажман. Мислам дека, ајде, дел од нив не се согласуваат, но другите можеле да го применат. Зошто не го применуваат? Не сте сите мрзи, не сте сите кои не сакате. Но зошто па тие што се поангажирани, повнесени во сето тоа, зошто таму или не ги согледувам јас тие работи дека има, дека создаваат, дека креираат? Тие што се поангажирани и покрај тоа што постојано се обидуваат да направат некакви промени, едноставно не можат да направат промени, затоа што мнозинството се такви кои што велат па знаеш како, па дај да не се замеруваме, па дај да не направиме проблем со овој и со оној, па имаме ние и други работи, имаме и други активности, имаме и други проекти кои што ни се нас битни и така натаму, нема врска тоа. Па како законов не успеа да ги помести тие работи? Законот за високо образование кој ве обврзува да... Значи, затоа сакам да се вратам на онаа првична моја мисла, тоа е дека со овие измени и дополнување ние не ја завршуваме нашата мисија. Значи, како граѓанска иницијатива, ова е почеток во борбата. Ова е размрдување, односно ставање на еден зареден систем во функција. Значи, да го направиме првиот обрт на системот. Кога мислам зареден систем, мислам на севкупниот систем во високо образование. Бидејќи ја не се согласувам со тоа дека само приватните универзитети се со лош квалитет и така натаму. Мислам дека како ќе ја покажеме дека УКЕМ е прво рангиран и најдобро рангиран универзитет во Република Македонија. Доколку ние од УКЕМ го направиме тој пресврт и бидеме пример и за останатите професори, за останатите факултети и универзитети во Македонија. Значи, мислиме како граѓанска иницијатива дека со овие измени и дополнување ние само го правиме првиот обрт на таа заредена машина. Понатака, нашата мисија е да во конструктивен диалог, односно со конструктивен пристап и со активна наша вклученост во процесот, едноставно да ги подобруваме се повеќе и повеќе работите во високото образование, бидејќи мислиме дека со ова елементарно ниво нема да можеме да постигнеме многу. Но, како што пленумот вели не и никако. Ништо од ова нема да постигнете. Ништо. Повлечете го законот, повлечете се, ставете вето, нема дебата, после ќе збориме, повлечете не и никако. Значи... И се ова, ќе заврши емисијава, се ова вие што го кажувате, ќе бидете плавуша, ќе бидете
провладина, ќе бидете купена, ќе бидете ваква, таква, онаква, но никој нема да збори за суштината на проблемот. Никој не ја согледува, имам чувство, суштината на проблемот. Значи, пак ќе кажам, заради големата инволвираност на политиката во целиот овој процес, никој не ја гледа шумата од тоа едно дрво кое што им е спречено пред нив. А тоа е политичкиот интерес, односно политичкото профитерство, за жал. И некој сака да си прави кариера врз основа на нешто што представува општествена фалинка. Пред да идеме со реклами, често пати ме прашувале гледачи, може ли професор на факултет во таа негова слобода, која е неприкосновена, нели, една од најважните работи ви е таа универзитетска независност на универзитетот и така натаму, и негова лична слобода да се изразува како сака и во политички поглед. Но може ли еден професор финансиран од оваа држава, од овој народ, отворено да се залага против државата, против земјата, против се ова што го храни него како професор? Знаете ли колку пати ме праша до кога вакви не антимакедонски е пак по некоја национал, антидржавни елементи, колеги кои вика ние ги плаќаме. За жал така е. Меѓутоа имам чувство дека времето ги гази. Имам чувство дека веќе не се мокни и дека тука е уствари главната фрустрација. Чувствуваат дека не се мокни и не може да се вратат со сиот свој капацитет и ударна сила која што сакаат да ја имаат во системот. Значи, мислам дека времето нивно е поминато и дека времето на некои нови кадри и на некои нови сили допрва ќе доаѓа. Меѓутоа, она што не треба да заборават е тоа дека науката никогаш не смеат да ја стават на некое 10-то место и сосема да трнат на страна, а да се залагаат за некои своји преце профитерски интереси, кои што најверојатно добро ги материализираат. Меѓутоа, нели, преце се професори, преце се членови на академската заедница и како такви нанесуваат срам на целата академска заедница. Бидејќи, знаете, професорите се, јас велам, најпрогресивната сила, меѓутоа можат во исто време да бидат и најнепрогресивната сила. Ако ние даваме ваков пример како што даваме сега на сиот останат народ, нели, на останатите граѓани, тогаш нормално е дека не можеме да очекуваме од граѓаните некаков подобар квалитет и подобри перформанси, би рекла, затоа што у крајна линија професорите се тие кои што треба да дадат поголем инпут за тоа што е поквалитетно, што е подобро за севкупниот развој на земјата. Значи, она што мораме да го антиципираме дека сме пример за другите граѓани, едноставно за обичниот народ. Одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад во студио. Често пати во оваа работа за која вие говоревте тука и може слободно да се каже, искрено се залагате за себе ова. Вие стварно искрено верувате во ова, ја барем така го чувствувам, претпоставам дека слично размислуваат и гледачите. Вие верувате и вие се залагате за ова. Вие искрено верувате во ова. Сега, другата страна вели дека вие ова го правите исклучиво само затоа што владата ви наредува, дека сте владин човек, владата ве плаќа. Дека ве плаќа на тој начин што сте член на разни одбори. Ја сретнав неколку и навистина ми беше малку чудно и реков дека и ќе ве прашам за тоа. Одбор за некако си за филм или не знам зашто имаше некоја филмска и така кај што сте членови. Во кои одбори членувате, како успевате и сметате ли дека вие треба да сте и таму ангажирани, како успевате тогаш се во ова да го стигнете? Невозможно е, ако е сето тоа вистина, нели? Значи, опозицијата се замара со мене, ја мислам дека нема човек што
повеќе е окупирана опозицијата од тоа од колку со мене. Значи нема друг човек. Ја мислам дека дури ни Груевски, председателот на владата, не е толку мета на постојан напад, посебно кај социјалните мрежи, меѓутоа и во, би рекла, и во секојдневниот, нели, прв сум јас, извини. Не. Значи посебно сум им ја омилена фаца, не знам зошто е тоа така, меѓутоа многу интересно кога постојано го спомнуваат моментот со политичкото профитерство. Добро. Мислам дека и минатата емисија, ако се сеќавате, ме прашавте истото, слично некое прашање, и ја ви кажав дека слободно може да направат увид во мојата трансакцијска сметка да видат кој е моето конто и колку сум минус. Сега не може да се направи колку увид. сум минус, да, во таа трансакцијска сметка, и слободно може да видат во Државната комисија за спречување корупција го има мојот имотен лист, односно анкетен лист, нели, кој што мора да се пополни, да видат уствари колкав кредит имаме јас и мојот сопруг подигнато, така што се ќе стане јасно. Значи доволно е само тие два момента да ги видат, а слободно им стоам на располагање доколку сакаат да ја видат мојата трансакцијска сметка, тоа ќе им го дадам тоа задоволство, чисто за да веќе престанат, само момент, чисто за да веќе престанат со такви коментари од тоа дека јас сум политички профитерка. Значи, многу е интересно, најверојатно она што Фројд го има запишано во моментот на психологијата со проекциите, дека секој човек зборува за друг тоа што го мисли за себе и тоа што длабоко е негова фрустрација. Да, како што ја мразам дебели луѓе. Најверојатно е фрустрацијата во прашање кај нив и едноставно си прават проекција кај мене. Значи, они доколку би биле на моје место, што би очекувале, односно што би барале од владата во замена на она што представува искрена и посветена работа, како што вие ја дефиниравте. Тоа е така. Навистина, јас сум искрена во процесот. Ја верувам во на што го зборувам и верувам дека целава оваа драма која што сега се случуваше и што се случува околу измените, полека но сигурно ќе спласне, сите ќе се дојде на свое место, само едноставно треба да се издржи ова машки. Јас тоа така го викам. Во колку одбори членувам? Значи, членувам во надзорен одбор на Македонска пошта, и од таму примам месечен надомест од 6.000 денари. Зошто се нафатив на оваа одговорна работа? Затоа што сметам дека Македонска пошта со сите оние скандали кои беа врзани, почнувајќи од кражбите, од пожарот и така натаму, значи одредени аномалии внатре во работењето на ова друштво, заслужуваат поголема правна обсервација, и тоа ние во моментот го правиме. Значи, целосно сум фокусирана на она што се правни аспекти на незаконското работење на Македонска пошта, и таа работа сум спремна да ја истуркам до крај. Ете, затоа се нафатив, затоа што мислам дека Македонска пошта може да биде рентабилна, односно профитабилна фирма, може да биде дури и една од водечките фирми во Република Македонија, само доколку се внесе одредена законитост во работењето, доколку се расчистат сите оние кражби кои што се случувале, јас ги обсервирам во последните 2 години, а знаете колку ги имаше многу, и нормално доколку се расчисти проблемот околу пожарот и околу сите оние правни состојби врзани со и околу пожарот, многу сериозна е таму ситуацијата. Осигурувањето и така натаму. Значи многу длабока корупција. Да се преиспитат и таму треба или од днес да бидете untouchables, едноставно со бейсбол палки да идете кога веќе идете таму, е ситуацијата многу драматична. Дека како членови на се распаѓа ситуација. Одбор сме ставени под сериозна обсервација во смисла на тоа дали и како ќе извршиме работата. Јас тврдам дека од мој аспект работата ќе биде максимално професионално завршена. Има ли шанса тоа да се спаси тој пациент? Морам да кажам дека работите не зависат само од надзорниот одбор, туку нели тоа е целен систем во кој што и судството треба да одговори на соодветен начин. Има ли шанса таму да се Значи, има шанса доколку има добра волја од страна на сите инволвирани страни, би рекла, пред се и од судскиот систем. Меѓутоа, верувајте дека мојата основна мотивација зошто влегов во надзорен одбор беше токму тоа. Сериозноста на
сознанијата за нелегално работење и за огромниот број на кражби кои што се случуваше во професор направен и тоа како е нормално дека сум заинтересирана сите тие процеси да можам да ги доведам до некоја прифатлива, би рекла, рамка, нели. Председател сум на матична комисија за основање на јавна научна установа Филмска академија во Охрид. Значи, многу е интересно што бев повикана токму од подпредседателот на СДСМ, господјата Радмила Шекеринска, преку нејзиниот Facebook профил, кој што беше потоа поврзан со Либертас, каде што јас бев, нели, оквалификувана како тоа дека сум сезнајка, дека знам и од пошти, дека знам и од филм и така натаму. И веднаш одговорив на тој допис на Либертас со демант, дека прво срамота е што не се знаат основни работи, што матична комисија за основање на јавна научна установа врши. Значи, тоа се подготовки, правни подготовки, за да може една јавна научна установа да профункционира, односно да биде ставена во функција. Што значи правна подготовка? Прво треба да се види дали ги исполнува условите законски, дали има соодветен кадар, дали има соодветни услови, просторни можности, дали има програма за работа и така натаму. Тоа е правна работа. Значи се носат одлуки, се прави увид на лице место, колкави се просторните капацитети, колкави се човечките ресурси, нели, кои се програмски работи со кои што ќе се занимава таа научна установа и така натаму. Дали тоа правник треба да го прави или треба можеби да го прави некој спортски работник? Навистина мене ми е тука нејасно зошто нешто што е многу едноставно и нешто што е многу просто треба да се прави сложено, или можеби му требаше на Социјалдемократскиот сојуз некаков скеч за мене, дека ете јас сум во Филмска академија, дека ќе бидам повикана сега и од Оскар, да бидам и таму инволвирана и така натаму. Мислам, знаете, кога не можете на човек да му најдете ништо конкретно, значи не можете да го поврзете со криминал, не можете да го поврзете со било какви други незаконски работења, имам чувство дека сите овие работи кои што се јавуваат и се врзуваат со моето име се едноставно само заради терење на некаков инет и терење на некаква чудна политика која што никој не ја разбира. Значи, од друга страна па ми прават голема услуга, затоа што едноставно ќе се види дека сите нивни наводни тврдења дека јас сум политички профитерка паѓаат во вода, затоа што ја не знам каков е тој профит од 6000 денари и од некоја матична комисија која што дополнително треба да ми се утврди месечен надоместок, затоа што таа ќе зависи од обемот на работа. Се занимаваат со Јанакиевски за 700 евра кирија, а претходно го преспа 5000 кирија на Шекеринска. Значи, јас можам само да кажам дека благодарам, нели, за тоа дека го отворија прашањето за моето политичко профитерство, бидејќи на крај исплива на површина вистината и аргументите. Значи, јас не работам за ничи цели и за ничи пропаганди, за ничија политичка платформа. Јас сум професор на правниот факултет кој што си ја гледам мојата работа и нормално сакам да помогнам во целиот процес на воведување на некакви основни стандарди за подобрување на квалитет на високо образование. Исто така, ја ставам мојата експертиза, односно моите стручни квалификации на помош на секој оној што ќе побара од мене помош. Така, значи, ако владата процени дека има потреба од моја помош и ако јас тоа го прифатам, тоа не мора секогаш да се прави само за некакви дебели хонорари, барем ја така мислам. Треба граѓанинот да биде одговорен пред се како граѓанин, како професионалец, нели? Меѓутоа и да има нешто повисоко, нешто духовно во себе. Не мора само парите да бидат предоминантни. Ќе завршам емисијава малку порано, бидејќи е вечер во Василица. Вечерва го вртиме паричето во помен на Свети Василий,
спомен на чудото кое го направил, бидејќи Бадник нема никаква логика, денеска се палат огнови, денеска се собираме, да им честитаме и така натаму. Ќе ве пуштам и вас порано и гледачите и сакам со семејството предположиш да бидам и јас. Но имам неколку подпрашања, малце кратко. Вака, незгодно е, стално ми викаат, бон тонот не налага дама да ја прашаш за години, но вие сте интелектуалка, не се замарате. Имате ли години за да може да се кандидирате утре за председател и дали тоа би го направиле како што би биле првата жена председател на Македонија. Иако нели беше искарикирано во една негативна форма, ве нарекоа Колинда, но вака како што мене ми се допаѓате како политичар, ја разбирате и политиката, имате динамика, би се ангажирали во политиката? Значи, на една ваква функција? Не сум размислувала за тоа. Мислам дека председателот на Република Македонија си го доби својот мандат лани. Иванов е за 3-4 години. Мешаме во ресорот. Ама 2 мандата може максимум да има, нели? Значи, знаете како, се во свое време и секога ќе дојде некоја соодветна прилика и некоја соодветна можност. Меѓутоа, кажи ми какви се твоите ставови вака патриотски? Име, идентитет? Видете, мислам дека мојата политичка филозофија и мојата филозофија на размислување се совпаѓаат со она кое што е во одбрана на сите овие прашања. И на име, и на идентитет, и на историја. И знаете, профилот и вашата политичка ориентација ја градите уште како млад човек. Ако го следите моето политичко делување, иако тоа било многу скромно во изминат период, ќе видите дека јас сум цело време на една константа во тоа политичко делување, дека нема многу отстапување. Тоа политичко делување е конзервативно, традиционално и повеќе десно ориентирано, иако одредени елементи се може да се забележат и кон центарот. Значи, одредено делување во насока на демократија, па и одредени либерални аспекти, меѓутоа само мал дел. Основната профилација моја е доста конзервативна и во таа насока и се совпаѓа се она што представува зачувување на идентитет, зачувување на име, зачувување на се она што е македонско битие, собитие. Меѓутоа во исто време и мултикултурализмот, и толеранцијата меѓу верите, меѓу религиите, меѓу етничките групи и така натаму. Така што Господјо Каракамишева, вие сте спремни цела платформа да излезете во моментот. Па ќе кажам, се во свое време. Има некои прашања кои што едноставно ги одлучувате во конкретен момент. Значи, кога тоа ќе дојде, кој ќе биде актуелно, ако биде актуелно. Ја многу ви благодарам за се ова кажано. Ке ми дозволите, ја сега и без прашање, понатаму ќе си шпекулирам со се ова што го поставив и го дадовте како одговор. Ова да и заблагодариме на професорката Ванковска за незиниот Facebook статус. Па ја немам така инспирација да им лепам етикети на луѓето, овој ќе биде председател, ова, но низиното... Битно е дека сум плавуша. Битно е плавуша сте. Да. Ве споредија со атрактивната Колинда. Да, прилично атрактивна. Со председател на земја на Европска Унија, што не може да биде занемарливо, нели она ќе биде сега ценета и респектирани во рамките на Европската Унија, што и јас би го посакувал, зашто да не, да видам жена, ама од ваш калибар како вас, да видам председател на Република Македонија. Зошто да не? Мене вечерва ме инспирираше од цела ситуација. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш за интервјуто, за разговорот, почитувани гледачи. Тоа беше се за вечерва. Среќна нова година и се гледаме утре вечер. Вртете паричката и кажујте на време кој ја добил, затоа што сега тоа се прави, а да се видиме и умало. Сега огнови, сега блага ракија.